Младите струмичани почнуваат акции за подигнување на свеста против загадувањето на воздухот. Ке ги бележат вредностите на аерозагадувањето, ке снимаат видеа, планираат герила акции и разговори со клучните институции, кои треба да преземат конкретни мерки за ова прашање. Катја Маглешева и Филип Тодоров сметаат дека заедницата мора да се алармира за тоа колку загадувањето е опасно по здравјето на граѓаните. Во моментот, јас и Катја Маглешева имаме за цел да направиме како еден план. Ние сакаме да ја подигнеме свеста на личностите на народот на општина Струмица за големата загаденост која е присутна, иако личностите мислат дека луѓето мислат дека нема никаков ефект на нив таа нечиста средина, тој загаден воздух, тој има многу голем ефекти кои што може да доведе до бројни болести како астма, заболување, канцер и така натаму. Ние имаме за цел да ја подигнеме свеста за да народот преземе некои мерки со предавања, со проекти. Ние имаме во план сега имаме една герила акција која што се надеваме дека до месец мај ќе може да изведеме. И исто така се надеваме дека ќе стигнеме до градоначалникот Костадинов, кај што ќе може да поразговараме за опции за донесување на некои, да кажеме, канти за отпади, за сортирање на отпади, како за хартија, пластика и за стакло. Знам дека во општина Струмица не имаме за стакло, но тие беа уништени од страна на народот и сметам дека треба да се и подигне свеста дека кога ќе се донесат тие предмети кои што може да ни помогнат за подобро утро да бидат чувани од страна на народот. Во Струмица е загаден воздухот и доста знаеме дека преку зимските периоди не се диша. Заклучок од тоа е дека има многу фатални последици од загадениот воздух, како што може да биде тоа дошло до болести, каде секој ден се повеќе и повеќе се развиваат. Значи, доаѓа дури до поголема смртност кај човештвото. Меѓутоа, знаеме дека во Струмица пред неколку години воздухот беше релативно почист од оваа година. Секој ден се повеќе и повеќе се зголемува нечистотата и се повеќе и повеќе ние вдишуваме загадени субстанции кои што претерано се штетни за нас. Меѓутоа, знаеме дека многу од соседните држави и соседните европски развиени држави се правиле истражувања, некои зелени паркови, меѓутоа тие не се решението за да може да се прочисти тој воздух. За Филип тоа е прашање пред кое не смее да има ниту граѓанин, ниту институција што ќе се прави глува или слепа. Младински амбасадори за воздух, тој термин може да го земеме како полабо, бидејќи нашиот фокус не е само воздухот, туку ние имаме фокус по голема цел општо позелена и почиста животна средина за сите. И нашиот фокус е сега за сега ошто општина Струмица и се надевам дека со лицата на кои што бевме ние на обука и со кои што ќе ја завршиме истата обука, ќе може да придонесеме за некоја поголема цел за подобра, позелена и почиста Македонија. Бидејќи ние таму не бевме лица кои што само македонци, имаше турци, роми, имаше лица кои што со инвалидитет, имаше и албанци. Ми сметам дека ние како една заедница, како младински амбасадори ќе придонесеме за некоја промена во нашата држава. И бидејќи сметам дека ние како млади не можеме тоа самите да го постигнеме, туку ќе ни треба помош и од постарите, бидејќи да кажеме дека постарите се тие кои што не фрлија во таа дупка на глобално затоплување и сега ние младите сме одговорни да ја исчистиме таа грешка. Младата Катја пак смета дека граѓаните мора да бидат добро информирани и да бараат начини да се спречи загадувањето. Таа вели дека голем број земји имаат успешни начини со кои се борат против загадувањето на воздухот, а дава и своји предлози. Според мене, доволно би било да веќе да се прекине со еден период со градење на нови објекти, со
прекин на запалување на гуми, на штетни супстанции кои секојдневно со тоа се повеќе и повеќе се накачува загаденост. И затоа јас и Филип мислиме дека со наши обуки, со нашо поголем глас преку медиуми, преку социјални мрежи, преку апликации да го подигнеме таа свест и да кажеме дека ние сме тука и ние сме спремни да може да го смениме нашата природа, да не биде сосем како што треба, а не да бидеме во загаденост и да не дишуваме нечист воздух со нечисти материи. Маглешева и Тодоров се дел од проектот на МОВ Амбасадори за воздух, со кој 30 млади луѓе од целата држава ќе се борат да се подобри квалитетот на воздухот.